Она што е особено важно за изборната единица 3 би го поделил во 3 сегменти, како прв сет на проекти, односно мерки на кои што ќе биде фокусирана новата влада на ВМРО ДПМН е инфраструктурата. И тоа во неколку пати го најавуваме, бидејќи градовите, општините кои што се во изборната единица 3, особено Делчево, Делчевско и целата Мелешевија, барем во овој сегмент, низ годините наназад беа помалку или повеќе запоставувани. Фокусот ќе биде најпрво да се доизгради она што го оставивме на СДСМ, а буквално еден клинец не заковаа, изградбата, односно завршувањето на експресниот пат Штип-Кочани, исто така Штип-Радовиш, експресниот пат кој што го најавивме, кој ќе го поврзуваат Куманово, Крива Паланка до граничниот премин со бугарската граница. Но она што исто така мощно значење за целиот овој регион е дека буквално веднаш ќе почнеме со подготвителни припремни действија за да овозможиме што е можно побрзо да започнеме со реализација на така наречениот коридор 8А, кој што сметам дека за Мелешевијата, Делчево и Делчевско е и како битно. Вториот сегмент ќе се однесува на земјоделието. Земјоделците и се што е поврзано со земјоделието е од особено значење за нас, но е од особено значење и за државата, бидејќи на крајот на денот тоа се тие вредни, трудолюбиви луѓе кои што всушност ја хранат и целата држава. Она што ќе биде главен приоритет покрај овозможувањето на 160 милиони евра годишно да се исплаќаат субвенции, првиот и најважен приоритет во овој сегмент ќе биде навремената исплата на субвенциите. Со тоа сметаме дека на сите земјоделци, без разлика во кој сегмент се занимаваат со земјоделие, ќе им овозможи известност и планирање и развој во понатамошното делување во земјоделието. Третиот приоритет секако е економијата. Зголемувањето на платите, зголемувањето на пензиите. Зголемување на платите за 25% или некаде по околу 6.500 денари повисока плата за секого. Зголемувањето на пензиите за 20% или некаде околу 3.000 денари повеќе за секого, но исто така и како многу битен момент намалување на невработеноста под 10% во 4 годишниот мандат и нормално целиот сет на мерки кои што ги предвидуваме во економијата. Враќањето на рамниот данок, неговото намалување на 8%, 4 милиарди евра домашни и странски инвестиции во следните 4 години, реиндустриализација на државата, буквално се она што го предвидуваме со економскиот сет на мерки. Обновата победува и бидете уверени дека првите мерки кои што ќе бидат превземени и резултатите од истите нив ќе можат граѓаните да ги осетат уште во првите 100 дена од формирањето на новата влада предводена од ВМРО ДПМН. Што би им порачал? Би им порачал слободно нека продолжат така, бидејќи во се она што имавме прилика да го видиме, а зашто не ме обвинуваат, не видовме ниту како 300.000 евра се земаат, нити како се споменуваат или се договараат 2, 4, 6, 8 милиони евра провизии за донесување на судски одлуки, нити ги видовме Луи Витон куферчињата со милиони и милиони евра, кои што, како што слушнавме од веќе обвинетиот, односно веќе виновниот во тој процес Бојан Јовановски, дека директно завршувале кај Вице и Зоран Заеви. Значи, ништо од тоа не го видовме. И сега имаме една ситуација каде што во очај, каде што буквално во немоќ, бидејќи немаат буквално со што да се пофалат, дека се обидуваат да го извалкаат моето име, чест и угледот, меѓутоа уште еднаш го потценуваат македонскиот народ, бидејќи сметаат дека на тој начин може да направат некаква разлика. Слободно секој одбира начин како ќе делува и како ќе води кампањата, и јас до некаде ги разбирам, бидејќи, како што реков, немаат буквално со што да се пофалат. Јас веќе во неколку наврати го кажувам, тоа е сега повторно ќе го повторам овде од Делчево,
еден човек во државата, ама апсолутно еден човек во државата. Било кој, небитно дали е ВМРО, дали е СДСМ, дали е македонец, албанец, турчин, бошњак или било кој друг. Еден човек нека слика, не мора на официјален медиум, на социјален медиум, нека објави еден проект кој што СДСМ го смислиле, го финансирале и еве нека не мора да го завршиле, барем да го започнале. Такво нешто не постои. Зошто? Бидејќи станува збор за најнеспособната влада во историјата на државата, чиј што единствен интерес е криминал, корупција, лага и манипулации. Очекувам во изборната единица 3 да има можеби најголемата излазност на територијата на државата, далеку поголема од она што веројатно СДСМ преку своите механизми се обидува да влијае на народот, бидејќи на народот му е доено преку глава. Поддршката која што имаме помеѓу граѓаните, дали тоа кога јас сум присутен во тие посети сервис со граѓаните, дали се нашите кандидати за пратеници, овде со нас ги имаме Драган Ковачки и Христина Смилевска, значи буквално на сите нас најголем дел, огромен дел од населението, од луѓето кои што живеат во изборната единица 3 ја даваат поддршката, бидејќи како што напоменав, преку глава им е од целото понижување на македонскиот народ, од цвитканата кичма, од буквално урнисувањето на македонската држава.